Тетово утрово се разбуди на температури од минус 20 степени и со тоа е втор град кој е најпогоден од студ денес, после Битола. Патиштата кон повисоките места се проодни, но и натаму е отежнато движењето. Во Тетово е расчистено низ центарот, но не и по споредните улици и тротоарите. Граѓаните велат дека заради екстремно ниските температури од дома излегуваат само по потреба. Тежното и се пазиме да не искашиме главите па. Излегувате или само по потреба? По потреба. Сега по потреба, сега и бегаме дома право. Треба да се изчистат тротоарите. Треба да се изчистат. Никој не чисти. Треба да се казни, ова дуѓано овде треба да чисти. Или да фарли сол. Ограничено ви е излегувањето надвор само по потреба или? Зависи времето како е. Ограничено, бога ми ние. Излегувате по потреба По или? потреба, само по потреба, лепче нешто што ти треба тоа. Студеното време го затвори и Тетовскиот зелен пазар. Тезгите со овошје и зеленчук се покриени, а нивните собственици не се покрај нив. Нема работа, нема луѓе. На минус 15 кој ќе излага на пазар. Едино ако има неки тешка мука па да излага, иначе вака ја да сум никад не би излага. Како ги заштитувате производите на ниски Производите мои производи не мрзнат. Масинките станале бетон. А овие што продават овошје и зеленчук, нема е тешко. Тие све затвориле и седат дома. Ваквите температури ќе продолжат и во текот на утрешниот ден, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Во Тетово, Гостивар, Кичево и Македонски Брод се очекуваат пониски температури, кои спаѓаат во портокалова фаза, соопшти Министерството за здравство. Остануваат да важат препораките за ослободување од работни обврски на бремените жени и хронично болните лица над 60 години.